Лара, жолтата бубамара. Текст на Марта Еванс. Илустрации Кетрин Холцхаузен. Бубамарата Лара беше посебна бубачка. Од сите незини другарчиња, само таа имаше светло-жолти крилца. Сите ги сакаа незините жолти крилца. Секое утро пеперугата Биби ја поздравуваше, а богомолката Марија секогаш ја мавнуваше. Дури и Сеса, намуртениот пајак, беше среќен што ја гледа. На училиште таа се играше со многу другарчиња. Но Лара сакаше да биде како другите бубамари. Камо да имав црвени крилца како тебе, мамо. Плачеше таа. И така еден ден, за да ја развесели, мајка и ги обои крилцата на Лара во црвено. Следното утро, никој не ја поздрави Лара одејќи на ке училиштето. А кога стигна таму, никој од другарчињата не ѝ рече здраво. Лара седеше сосема сама, никој не ги забележа низините нови црвени крилца. Се додека учителката Мија не ја виде и ѝ рече: "Си ги обоила твоите прекрасни жолти крилца?" Соучениците на Лара беа зачудени. "Па твоите крилца се посебни." Да, единствени се." "Да, ретки." "Лара," рече учителката Мија, "твоите жолти крилца те прават тоа што си ти, како точкичката на сифа, како ножињата на Сали." Кога се врати дома, Лара долго се капеше и се триеше, се додека незините златни крилца не светнаа. "Веќе никогаш нема да си ги бојам крилцата," си помисли таа. "Освен можеби еднаш или два пати да пробам малку виолетово или нешто убаво, но не за секогаш и само за забава."